Разговараме со новинарот кој што со своите постапки јасно покажа што значи да се има одговорност пред граѓаните. Тоа е новинарот Фуркан Салиу од ТВ21, чиј што прилог за домот за децата со посебни потреби во Тимјаник достигна огромна популарност по меѓународот за тоа како се едуцираат жителите на Тимјаник. Фуркан, добре дојде во студио 1. Добре дојавте вие во ТВ21. Така, на почетокот сакам да те прашам што е оно што ти инспирираше како новинар кој е релативно млад новинар, што ти инспирираше да го направиш токму тоа што го направи, да повикаш еден од жителите и да го запознаеш со состојбата на тие деца кои што не представуваат закана за локалното население? Па ја во селото Тимјаник отидов 3 часа пред да дојде министерката и видов дека тие жители не се информирани и дека немаат ништо против децата, само не знаат со што ќе се имаат работа. Они дури не знаеа дека деца ќе се однесат таму. Разговарав со многу од нив, дури толку беа љубезни што многу од нив ме повика на кафе. Потоа беше најавен првиот настан во првиот групен дом што е во Неготино. Отидовме таму, го запознав Дамјан и неговите родители. Тоа е Дамјан кој што потоа беше дел од прилогот. Да, а кога ќе го видиш него, сваќаш дека не може он да наштети на никого. И потоа отидовме повторно во селото Тимјаник, дојде министерката и реакциите се видоа одма, уште на почеток. Они не сака, едноставно жителите беа убедени дека таа зграда треба да биде ваква, кажи го, дом за деца со жителите, градинка. Министерката им понуди да општината да однесе проект и им вети дека ќе имат и градинка, но после се види дека тие инсистират децата да не се носат во тоа село. И кога видов нема силна причина зашто едноставно еден од родителите го слушнав рече не сакам моето дете да се дружи со такви деца. И па друг родител слушнав не сакам моето дете да се дружи со болни деца што нема врска. Они едноставно гледаат на тие деца кога да имаат некоја заразна болест и веднаш до таа зграда и училиштето и можеби затоа знаеш каков е родител. Мислам, може ти не знаеш се уште немаш деца, но кога се работи, кога имаш дете, нормално е родителите да бидат загрижени, но факт е дека не беа информирани. И тогаш ми дојде која идеја да пробам некој од тие што протестира да го однесам во домот таму, да видат за што се работи, да видат дека одма прв поглед штом ги видиш ќе ги засакаш. Они има некои од нив што не може да говорат, ама има кога ќе те видат радосни се. Се чувствува нивната насмевка. Само да го видиш лицето на Дамјан кога ги види неговите родители. Мислам, не може да имаш, нема нормален човек што би имал нешто против тие деца. Само едноставно, тоа го потврди од УНИЦЕФ покасно и самата министерка рече дека не се доволно информирани, треба да се организира некоја кампања за да се информираат тие граѓани. Не верувам дека после некоја ефикасна, добра кампања во тоа село, не верувам дека тие ќе имаат нешто против тие деца, но и треба да им се вети дека ќе им се изгради градинка, пошто тоа е реален проблем и треба да им се обезбеди градинка за тие деца. Не се многу деца, нема потреба да се изгради кој знае каков објект. И 80% од населението таму работи во Дрексел Мајер, фабриката. Некои има добри плати, ама некои ги плаќаат 200 евра и тие немаат можност да патуваат, не се многу 2 километра, ама немаат можност секој ден да патуваат, да ги однесат во Неготино, ама и таму нема веќе место, пошто отидовме и во градинката во Неготино. Фуркан, дали како новинар, бидејќи знаеме дека кога се работи еден прилог, се работи на селекција на материјалот, дали има материјал во кој што тешко беше да се разговара со граѓаните и негодуваат за нивните деца да бидат блиску до децата со посебни потреби, или можеби почувствува еден вид на влијание од луѓе, односно од група на родители, или пак можеби политички партии, или се работи сепак за еден природен наплив да се искаже она што негодува?
Ако си ги видел флаерите што се поделени низ село, има едно лого горе со има една слика со логото на СДСМ и на ВМРО и ставен голем X. Тие се како да кажам изфрустрирани пошто и ВМРО и СДСМ ги лажело, сега ќе кажам ги лажеле дека ќе им изведат градинка. Значи генерално зборуваме за луѓе кои што имаат реално проблем, го чувствуваат и истите излегуваат на протест. Може така да се каже, но кога министерката им вети дека доколку се достави проект градинка ќе се изгради таму, они пак инсистира децата да не се носат таму. Што повторно се враќаме на тоа дека не се информирани за што се работи. Имаше сега ќе ти кажам за некои делови што не се објавени. Дел зборуваме 10 минути снимам интервју со една жена која што локална жителка. Да, која што е добро запознаена со ситуацијата, изборуваме и ја на крај викам, добро, сега ќе дојдат тие деца, па ќе ги видите, и она застанува и ме погледна 10 секунди и вика, значи донесена одлука, тие ќе се донесат, џабе ние што правиме ова. Знаеш, беше премногу разочарана кога и кажав дека јас стварно мислев дека тој ден ќе бидат децата донесени, но како видов дека не се уште се работи на објектот. И кога и кажав, видов дека они имаат потреба од градинка, ама стварно инсистира тие деца, не знам зошто, се уште не знам зошто, да не бидат донесени во Тимјаник. Веројатно едукацијата е она, бидејќи луѓето не се доволно запознаени. Во самиот рече на почетокот, со една добра кампања можеби немаше да дојде до ваква ескалација на ситуација. Вчера имаше, нели, и маршот беше и верувам дека и помладите луѓе помладите жители на Неготино ќе помогнат. Имаше еден од организаторите, мислам дека Симон се викаше, дечкото работи со ваквата категорија на луѓе веќе оддавна и е многу добро информиран. Тој беше еден од организаторите на маршот вчера и се надевам и со нивна помош и секој и властите треба да се работуваат. Министерката кажала на брифингот утре дента дека ако треба и 200 пати ќе отиде во Тимјаник за да ги убеди дека нема ништо лошо од тоа тие деца да живеат во таа зграда. Сепак мислам дека треба да им се покаже на тие жители во какви услови живеат во домот во Демир Хапија и како е во новиот групен дом Малје што го направија се во Неготино. И каков е односот према децата со возрастната категорија до овие лица, дома што е до градинката во Неготино. Сега заборавив името како беше на градинката, ама има дом спроти градинката и имаме и снимено и кратко интервју со една од воспитувачките и вика дека односот е супер. Дури и се дружат проблем помеѓу двете. Дури се дружат меѓу себе. Така да. Дали кога го работеше прилогот, чувствуваше дека тој прилог ќе се најде на социјалните мрежи толку популарен? И дали сметаш дека како новинар веќе исполни една огромна задача, какво е сега како се чувствуваш после тој прилог? Знам дека тоа е познавајките, знам дека тоа и ти е примарната цел, затоа и твојата инспирација да ја поканеш една од девојките во домот. Да. Знаеш дека не е ова прв прилог што се врти низ социјални мрежи, прв мој прилог што се врти многу низ социјални мрежи, имаше и други, но овој ми е, како да кажам, најдраг, пошто знаеш, повеќето се среќаваме на терен и повеќето од моите видеа има врска со политика, па со националности, па со етнички, како да кажам, препукувања меѓу себе. Овој ми е најмил затоа што нема албанец или македонец што не изрази, како да кажам, благодарност. Имам следната работа. Следниот ден имав преку 200 пораки на Facebook и морав да одговорам на сите, пошто имаше и луѓе што живеат, има такви деца. Највеќе пораки имав од нив. Од родители на деца со... Да. Задоволство, да, но и одговорност. Сега луѓето очекуваат ја можеби да продолжам да ја водам ова, како да кажам, борба. Не, ова е моја работа, не, но очекуваат и други да го прават ова. Зошто, пример, таму бевме 20 новинари, тоа е момент на инспирација, ќе ти текне да однесеш, ама видов дека од сите 20 новинари сите сакаат тие деца да дојдат
во Тимјаник. Немаше ниту еден новинар што беше против, но сепак треба да се слуша и другата страна. Треба да бидеме докрај професионални. Да, емотивно е. Тие деца на некој начин не може да наштадат на никого и во моменти кога да кажам, чувствуваш одговорност. да, но Чувствуваш и потреба да помогнеш на некој. потреба да помогнеш, но сепак треба да останеме професионални, треба да кажеме дека и жителите од Тимјаник имаат потреба од градинка. Така. И треба да им. И двајцата како новинари на терен имаме искуство со она што значи да се најдеме нели на протести. Имаше ли некој кој што еве на почетокот или за време на протестите можеби не те примија како што треба? Камерата не им беше проблем на... Не, и тоа ми беше она најпозитивно. Многу љубезни беа луѓето во Тимјаник. А посебно разговаравме и пред да почнеме да снимаме. Знаеше не дека имаат контакт со албанци новинари секој ден таму, малце тој регион и супер си беа, многу љубезни. Ја повеќе проблем има вечерта кога се вратив во Скопје утре дента на протестот што се собра за името, откако се објави дека имаме договор за името. Отидов таму да известувам. Тоа е наша работа и тоа е за нивно добро. Они искочиле да израдат протест, они се граѓани. Ја отидов да снимам и да покажам дека некој има против и ова решение. И почна со стандардните цовки, по етничка основа, ама се научи веќе. Знам дека мала група е таа, изолирана. Тоа не представува проблем за дејствувањето. Фуркан, ти благодарам за можноста одблиску да те прашам, нели, како го склопи, како дојде до цела оваа приказна и овој прилог. И како колега на колега можам да ти кажам само да продолжиш да го правиш она што го правиш, бидејќи го правиш феноменално. Благодарам. Ја поудобен сум кога сум позади камера, ама убав разговор, се знаеме одамна и убаво заврши.